Добар ден, почитувани, ова е стартот на уште една нова телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денеска ќе зборуваме за некои од најчестите уролошки тумори. По-конкретно за туморот на мочниот меур и за туморите на тестисите. Доктор Горан Јович, хирург-уролог во Жан Митрев клиники, е гостин во студиото на Телма, со кого детално ќе поразговараме на оваа тема. Докторе, добре ни дојдовте. Ви благодарам на поканата, добро вечер. Сите знаеме дека урината од бубрезите се собира во мочниот меур. Так. И сега, која е точно неговата функција и сложена ли е структурата на овој орган? Каде е лоциран? Овака, мочниот меур е лоциран во малата карлица, позади пубичната коска. Тоа е на онаа коска доле која сите си ја допираме, значи точно позади неизе се наоѓа мочниот меур. Мочниот меур е резервоар, балон во кој се собира урината од двете филтер станици, практично од двата бубрега, па по бубрежните канали се слива доле и доаѓа во мочниот меур. Мочниот меур анатомски е составен од 3 слоја. Значи, внатрешниот дел е слузница, па имаме мускулен слој и сероза. Тоа е отприлика исто како и устата. Во устата од внатре имаме слузница, имаме мускулен слој, од надвор имаме кожа, додека кај мочниот меур, надворешниот дел на мочниот меур е сероза. Значи, 3 слоја се. Кажав дека е тоа резервоар. И сега капацитетот кај сите е ист, доктор, или се разликува? Па, отприлика да кажеме, колку урина може да собере? Не може, не е буквално исти, не е буквално исти кај сите луѓе, но отприлика е овака. Вака стојат да ги поставиме работите. Во мочниот меур доаѓа урината и доаѓа до отприлика некоја количина од 250, да кажеме, до 300 милилитри, кога човек го добива првиот нагон за мокрење. Да кажеме дека го одложува мокрењето и потоа после следните 100 милилитра или веќе собрани 350 до 400 милилитри, повикот е уште појак. Под предпоставка да го одложиме и тој повик, веќе на 500 милилитри повикот за мокрење е неиздржлив и човек мора да отиде да уринира. Да го испразни мочниот меур. Значи да кажем, отприлика капацитетот е некаде околу 250 милилитри. И повиците за мокрење се во зависност од тоа колку сме внеле течност, колку ни се извлачила урина, за колку време се извлачила таа урина, така ќе бидат и повиците. Значи, отприлика повиците за мокрење се некаде околу 250 милилитри собрана урина во мочниот меур. Мочниот меур секогаш комплетно треба да се испразни? Да. Што ако останува урина во него? Тоа ни е рест урина и обично ова се случува кај пациентите, проблем со простата, проблем со стриктура, стеснување на изводниот мочен канал на уретрата. И тогаш имаме мочниот меур ствара притисок. Еден кога ќе добиеме нагон за мокрење, ствара притисок, се грчи детрузорот, мускулниот слој во мочниот меур, створа притисок и урината излегува надвор. Морам тука да кажам дека тука е таа сложеност и поставеноста во мочниот меур, кога урината излегува надвор, по правило двата влезни канала се затвораат. Значи урината, за да не се враќа назад, кон бубрезите, према бубрезите, него да оди во еден правец према надвор. Практично доле орифициумите, влезните отвори на двата бубрежни канала изиграваат неповратни вентили.
To je bukvalno kako i kaj kolit imame nepovraten ventil, pa vozdухот odi vo jedan pravec, ne sme da se vrati nazad, taka je isto i ovde postavenost. To je ta složenost vo moćniот meur, koga moćniot meur ne dozvolува da urinata se vraća nazad po kom bubrezite, nego odi samo vo jedan pravec prema napred. Сега, имаме рест урина. Значи, тоа е пациентот бил да мокри, не се испразнил до крај и собрал некаде околу 250 мл, оди мокри и му остануваат 100 мл за остаток. Брзо се надополнува до 250, сега уместо да чека да дојдат нови 250 во мочен мeur, кај него доаѓаат 150 и он веќе добива повторно нагон за мокрење. И затоа е честотата почеста, бидејќи овие пациенти не се празнат до крај, имаат рест урина. И они уствари доаѓаат на доктори, се јавуваат со симптом: докторе, многу често мокрам или ноќно време, обично станувам по неколку пати, не сум наспан. Тоа е всушност причината поради која што ќе побараат помош. Поради која што ќе побараат помош. И тука вие ќе направите испитувања. Да, испитување зошто и ќе утврдите зошто ова се случува. Зошто се случува и зошто останува таа рест урина. Значи тука е таа сложеност во функцијата на моćниот мeur. Моćниот мeur е иначе инервиран од нервни влакна кои излекуваат нека од кичмениот мозок, некаде на висина на L5, тоа е лумбален 5 и пршлен, или IS1, сакрален први, така да некогаш честотата на мокрење и проблеми со празнење може да биде поврзана и со некои заболувања на кичмениот стол. Некоја дискус хернија, можеби нешто, да, да тако, кажеме така, или повреда некоја повреда, некој изместување и така, да. Докторе, колку често се јавуваат тумори на моćниот мeur и дали тие создаваат ваков тип на проблеми? Туморите во моćниот мeur, па да ви кажам, по статистика во последниве години се доста чести. Прашањето е зошто, и тоа лебди постојано, и секојаш одиме на тоа да го поврземе со некоја причина зошто се почести отколку порано. Според мене, јас мислам дека е тука проблем загадувањето, зрачењето, така да тоа го поврзувам со ова, затоа што, видите, по една статистика за честотата на појавување на тумори во моćен мeur, кај одредени групи на луѓе, е познато е дека луѓе кои работат во нафтена индустрија, луѓе кои работат во земјоделие, ја најдов. Да, земјоделие, да, поради овие токсични препарати кои се прскаат. И во индустрија со алуминиум. Така, индустрија со алуминиум, кожарска индустрија, кај што имаме исто така доста хемикалии. Ја ги најдов и фризерите, докторе. И па ради хемикалии кои ги инхалираат, ради тоа е. И тоа се поврзува со ова. Реков, чеварската индустрија, ради сите оние силни лепаци кои се користат во таа кожна индустрија, и кај страсни пушачи. Да, велате дека 50% од случаите се врзани со пушењето цигари. Така, дефинитивно, статистички потврдено дека пушачите се ризична група за појава на тумори во моćниот мeur. Страсни пушачи. Значи, тоа се пушачи кои, да кажеме, конзумираат дневно 30 па и повеќе цигари. А што е со возраст? Исто така некои статистики покажуваат дека 90% од дијагностицираните пациенти се над 55 годишна возраст. Да, по статистика така, но да ви кажам, оваа возраст денес е многу померена, на жалост, према напред. Границата е спуштена надолу. Така да, последнава година, па и предходната, и ми се случувало
да оперирам пациенти и на 40 годишна возраст. Така, за жал, значи се порано се јавува оваа болест, а имаат ли, докторе, некакви симптоми пациентите? Болка, зачестеност во уринирањето? Видете, на жалост, во тие почетни фази, практично да буквално нема никаков симптом, нема бол. Кај нас пациентите одат на лекар само ако нешто ги боли. Дорека не ги боли, не се појавуваат на лекар. Сега тука имаме уште еден симптом кој знае често да се појави, хематурија. Крв во урината? Крв во урина. Секогаш е видлива? Безболна хематурија. И видлива е? Видлива. Обоена е урината? Обоена е урината. Кај нас пациентите ова го поврзуваат со еден друг детал и така, као во тек на вчерашниот дел пиев сок од брусница, приев сок од боровинки, јадев цвекло и така. И сега го поврзуваат тоа со бојата од она која го конзумирале. Нажалост не е така тоа. Крв е крв во урина. И појава на крв во урина е опомена на пациентот да се јави веднаш на лекар за понатамошни исследувања. Не секогаш значи дека појава на крвта во урината е сигурно тумор во мочен меур или тумор во мочните патишта. Ќе го објаснам и тоа, кај се појавуваат овој, се локациите на овој тип на тумор. И затоа и ова сега го споменав, значи не секогаш појавата на крв во урината е знак дека е тумор. Може да биде воспалителен процес, може да биде калкулоза во уринарните патишта, па иритација од тој калкулус, па да се појави крв во урината и така. Но обично овие друг тип на хематурии се надополнети со некои други симптоми. Кај едно воспаление имаме и болка, може да имаме и покачена телесна температура, пецкање при уринирање, пецкање при уринирање, зачестено уринирање, да кажеме кај калкулозата, кога се спушта камчето, сепак има и болка. И надополнето е со некои други симптоми. Безболната хематурија во треба да го вклучи алармот и пациентот веднаш да се јави на лекар. Така е. Какви испитувања правите доколку пациентот се пожели дека нема болки, а забележал присуство на крв во урината? Така, значи првата средба со пациентот е нормално, нели, разговор, преглед со ултразвук, ехо, и тоа мочниот меур се гледа наполно, кога е полно мочниот меур, тогаш подобро се гледаат зидовите на мочниот меур и тогаш можеме да видиме некоја нерамнина, да кажеме. Одма тука следи упат за уринокултура на микробиологија, каде ќе ни покаже дали можда кај пациентот се работи и за некој инфект надополнет или имаме инфект, дека е поради тоа хематуријата. И потоа одиме понатаму на компјутерска томографија со контраст и цистоскопија. Што е тоа цистоскопија? Цистоскопија, тоа е исто како да кажеме гастроскопија или колоноскопија, кога се влегува со апарат низ уретра во внатрешноста во мочниот меур. Мочниот меур го исполнуваме со физиолошки раствор, го полниме и практично внатре гледаме како под вода. Во водена средина го растегнуваме мочниот меур со камера, нели, и тоа го гледаме на монитор. Зголемувањето ни е некаде до 10 пати на камерата, така да тука можеме да ги видиме и најситните промени. Каде најчесто се јавуваат туморите на мочниот меур? Туморите во мочен меур
најчесто се јавуваат на слузницата, независно од на кој дел. Може да се појават доле на тригономот. На внатрешниот слој, значи. На внатрешниот слој, значи на слузницата. Внатре мочниот меур е обложен со слузница. И сега внатре гледаме со камера ова и обично знае да се јави на латералните ѕидови, на преден ѕид, па дури некојаш и на самиот отвор на вратот на мочниот меур и знаат да бидат скриени према напред. Затоа е тука битно окото и искуството на докторот. Оној кој што прегледува. Да го погледне детално целата внатрешност на мочниот меур. Сега е тука да се надополнам на ова, исто оваков тип на слузница ни се обложени и уретерите, значи тоа се мочните канали кои одат од бубрезите до бешика. Практично тоа се цевчињата низ кои оди урината од бубрег до мочен меур. И бубрежното легенче во бубрегот. Така да истиот овој тип на тумори кои се јавуваат во мочниот меур знаат да се појават и во овој дел од уринарниот тракт. И затоа е многу битно исследувањето, направиме цистоскопија и видиме дека немаме тумор. А имаме сепак продолжување на хематуријата, на појавата на крв во урина. Тогаш ова треба да не алармира како доктори, да подетално ги исследиме и самите бубрежни канали и внатрешноста во пиелонот на бубрегот. Со цистоскопија тоа може да се изведе? Да, со уретерореноскопија. Значи се влегува со уретерореноскоп, тоа е па сега апарат кој исто така се влегува доздова во мочен меур, ама низ мочниот канал можеме да стигнеме горе до бубрежното легенче и да го погледнеме и да видиме да не случајно се работи за тумор некој во овој дел од уринарниот тракт, ако го немаме доле. Тука ни се надополнува уште едно испитување, тоа е цитолошка анализа на урината. Значи пациентот мокри, остава примерок од урина, и оваа урина детално ја прегледува патолог. Бара клетки? Канцерогени клетки? Канцерогени клетки, точно. Така да, ова ни е исто... Може да отсуствуваат канцерогени клетки во урината, пациентот сепак да има тумор? Може. И затоа треба тука едно детално исследување за да не се пропушти. Бидејќи и да се надополна минова, дорека е локализацијата на туморот на ниво на слузница, тогаш ние можеме ендоскопски да го ресецираме, да го отстраните. Да го отстраниме и потоа да следиме да не се појави нов рецидив. Но не мора ништо друго да кажеме, по-радикално да работиме. Да отстрануваме мочен меур и дали да отстрануваме друг дел од уринарниот тракт и така. Но што ако го пробил мускулниот дел, односно навлегол во мускулот? Сега тука имаме тоа обично се работи, како се доаѓа до оваа диагноза. Ние сме диагностицирале тумор на мочен меур, во следна фаза следи оперативно лекување, кога имаме ресекција, отстранување на мочниот меур и многу е битно при оперативното лекување, кога ќе се отстрани мочниот меур, да се земат примероци и од базата, каде што бил подлабоко, каде што бил локализиран туморот во мочниот меур. Значи да имаме примероци и од мускулот, од мочниот меур. И сега тоа следи одговор на вашето прашање, што ако имаме пробив во мускулатурата. Ако имаме пробив во мускулатурата на мочен меур, тогаш следи во следна фаза ново оперативно лекување и отстранување комплет на целиот мочен меур.
за да не дојде до пробив надвор, расевка на малигните клетки и понатаму метастази. Каков е животот без мочен меур? На каков начин се складира урината? Како изгледа процесот на мокрење кај тие пациенти? Така, ќе ви објаснам и ова. Значи, сега мочниот меур сме го отстраниле. Немаме резервоар. И тогаш правиме резервоар од тенко црево. Аха, значи има решение и за тој проблем. Да, имаме два типа на операција тука. Едниот резервоар се зема парче од тенко црево, на него се всадуваат двата бубрежни канала, нели, за да урината си доаѓа сега во новиот резервоар. Едниот крај од тенкото црево се затвора слепо, а другиот се вади на кожа, на ниво на абдомен, за да урината истекува во кеса. Ова е еден тип на операција. Другиот тип на операција е кога се прави исто вештачки мочен меур од тенко црево, ама тој балон се прикачува на изводниот мочен канал на уретрата. И пациентот мокри по природен пат низ уретра. Точно дека е отежнато мокрењето на овој начин, бидејќи тенкото црево нема таков дзид, таква снажна мускулатура за да створи таков притисок, но и тука се едуцираат пациентите така да мократ во седната положба со мал притисок на стомахот и да го празнат новиот мочен меур. А во случај туморот да е само на слузокожата, постои ли опасност при негово отстранување да дојде до некаква компликација, да се перфорира ѕидот на мочниот меур и слично? Да, значи ова се компликации кои секогаш им ги кажуваме на пациентите непосредно пред влегување, нели, во операциона сала или кога му го објаснувам процесот на оперативното лекување на пациентот, секогаш како компликација постои перфорација на мочниот меур, ако ние влеземе подлабоко и го перфорираме мочниот меур. Тогаш следи конверзија на операцијата, значи практично од ендоскопска одиме на отворена операција, каде што тој дефект на мочниот меур треба да го затвориме, да го сошиеме. Така да тоа се компликации кои ги носи овој тип на оперативно лекување. Колка е успешноста на овие зафати кога туморот, односно карциномот на мочниот меур се наоѓа на слузокожата? Видите, какви се прогнозите кај пациентите? Прогнозите се одлични кај пациентите. Прво, затоа што е добро тоа што сме го дијагностицирале и откриле. Второ, туморот е отстранет. Кај површните тумори, тоа е значи градус 1-2, кај кои немаме инвазија во мускулните клетки на туморот, тогаш одиме со ендоскопска операција. Таа операција оди низ мочниот канал. Го отстрануваме мочниот меур, го отстрануваме туморот. Да, туморот во мочниот меур. Добиваме патохистолошки наод дека туморот ни е површен, дека не е на ниво на сузница. И што следи? Во следните најмалку 2 години од операцијата, редовна цистоскопија на секои 4 месеци. Бидејќи доста често знаат да се појават рецидиви. Да се повтори? Да, да се повтори. Да, ама сега знаеме дека пациентот имал тумор во мочен меур, дека бил од површен тип и во следна некој од цистоскопиите, под предпоставка да имаме и појава на нови туморозни формации, тоа се мали ситни туморозни формации. Значи, овие туморозни формации ние ќе ги фанеме во некој нивни зачеток. И ќе бидат отстранети. Сега доста често кај таков тип на мали
промени, мали туморозни формации, во нашата клиника ги отстрануваме со помош на васер. Ги гориме. Така. Уствари, тоа е евапоризација, испарување на туморот. Ама тоа се случува кога? Кога имаме диагноза, знаеме дека претходниот патохистовошки наот ни е површен тип, а ова се ситни рецидиви и можеме да си дозволиме да ја направиме таа евапоризација на туморите, бидејќи претходно, зошто, сигурно ќе следи прашањето, зошто не го правите тоа со васер уште при првата операција, бидејќи со васер немаме ткиво за патохистовошка диагноза. И ние не знаеме туморот дали е пробиен во мускулатурата или не е. Веќе тоа би било грешка на операторот. Бидејќи нема да добиете одговори. Да, грешка на операторот, ако се одлучи да го евапоризира туморот, испари туморот со васер, а не добие материјал за патохистовошки наод. И последното прашање во однос на туморите на мочниот меур е дали потоа пациентите можат уредно да мократ, се јавуваат ли некакви проблеми, им давате ли некаков совет во однос на исхраната, колкава количина на течност да пијат? Да, на овој тип на пациенти постоперативно се советува да земаат што повеќе течност, тип на исхраната, па да кажеме нормална исхрана без некои иритирачки средства, и да ги тргнат агенсите, причинителите. Ако е тоа возможно. Ако е возможно. Поготово кај луѓе кои се вработени, еве да кажеме во нафтена индустрија, поготово кај на себе на бензински пумпи и таму имаме доста испарување гасови кои делуваат на појава на туморите во мочниот меур, нели се спомнати како во ризичните категории, така. Да, групи. Сега тука е многу тешко да го отстраниш пациентот од работа. Кога се работи... Или макар да се тргне на работно место каде имаме помалку влијание од овие испарливи материи. Докторе, тука ќе пуштиме еден блок реклами, а почитувани веднаш потоа ќе проговориме и за туморите на тестисите, кои што исто така се почести и тоа кај младите. Продолжува денешната Телма амбуланта, зборуваме за туморите на мочниот меур и тестисите со доктор Горан Јович, хирург-уролог во Жан Митрев клиник. Од овој момент, почитувани, ќе можете да се вклучите и вие во емисијата со ваши прашања, но овој пат не телефонски, туку на нашата страница на Facebook Телма амбуланта _0 М+ на телевизија Телма. Во инбокс оставете прашање, потоа ние ќе направиме селекција и ќе добиете одговори на повеќето прашања, секако го правиме во интерес на времето. Докторе, за разлика од туморите на мочниот меур, кои што се јавуваат обично по 55-та година, и кога споменавте дека границите тука се поместени, точно. Сепак туморите на тестисите се јавуваат многу порано и ве најдов некои статистики помеѓу 15-та и 35-та година од животот, а најголемиот број новозаболени се на возраст од 30 до 34 години. Сега кога видов возраст 15 години, возраста може да биде и од 20 до 30-35 години. Малку да ја поместиме таа граница. Уште подолу. Да, подоле. Тоа се години кога обично не се размислува за сериозни болести. Точно, да. И одлично е ова да го имаме еве вака во емисија и да слушнат гледачите, поготово помладата популација, за еден само преглед на тестисите. Тука е многу битно како жените што прават само преглед на дојките, треба мажите редовно да го прават со тестисите се достапни за да се пипнат. Они се мазни и најдобро е само прегледот после туширање, кога се опуштени после со топла вода и така. Така да најдобар само преглед е
непосредно после туширање или за време на туширање и така, да се само прегледот да се пипне и доколку се почувствува тврдина, нерамнина на тестисот, тогаш е доволно тоа да се јави на преглед. Не секогаш значи дека таква промена е тумор на тестис, али затоа е многу битен понатаму прегледот од доктор. А имаат ли пациентите со тумор на тестиси некакви симптоми? Па во главном и овде, нажалост, туморите на тестиси се безболни. Обично симптоми имаме при некои воспалителни промени на тестиси, болка можеме да имаме при торквација, увртување на тестисот, па да се јави таа исхемична инфарктна болка, која стварно е авармантна и ќе го натера нормално пациентот да се јави веднаш на доктор. Дорека за појавата на туморите на тестиси конкретно, обично тоа го одлагаат. Поготово и затоа што се работи кај помлада популација, тука е сега и срам. Него му е непријатно дури да каже на своите родители, а камоли на друг, па да се реши да оди на доктор. А напротив, не треба така. Треба да го, ако не друго, да го каже на некого, за да со тоа се ослободи малку психички и отиде се јави на лекар на преглед. Бидејќи со самото јавување на преглед се прави едно нормално ехо на тестиси ова и ја гледаме таа промена. Потоа имаме и други испитувања, тука ќе испитаме туморски маркери, нели палпација, ехо, магнетна резонанца и така да и одма брзо ќе дојдеме до таа дијагноза. Да кажеме, на нашата клиника при доаѓање на преглед, после самиот преглед и доаѓање до дијагноза за тумор на тестис, тоа можеме да го израчунаме само во часови. Значи, за неколку часа ние можеме да имаме една комплетна дијагноза. Така. Да. Така, затоа треба да се охрабрат и да се надминат оние предрасуди, срам, непријатност од уролошките прегледи. Така, да. Докторе, се случува ли да се јави крв во ејакулатот, некои такви симптоми кои што ќе укажат на па да кажеме, проблем со тумор во тестисите? Почесто, да, може како симптом да имаме крв во ејакулат, но тогаш веќе треба да имаме некој пробив или некоја некроза на самиот тумор во тестисот, да ни направи некој проблем па да се појави крв во ејакулатот. Крв во ејакулатот по-често може да го имаме при воспалителни процеси на простатата или при малигни заболувања на простатата. Најчесто првиот симптом кај туморите на тестиси е сепак некоја нерамнина, значи анатомска промена на самиот тестис. Да. Кога зборуваме за ризик фактори, кога ќе прочитаме на интернет, на прво место се појавува неспуштениот тестис во детството. Така. Дали на вистина волку голем проблем може да создаде мигрирачки тестис или пак неспуштен тестис? Да, и текако. Видите, ова е затоа што природата кај мажите ги исфрлива тестисите надвор од телото. Затоа што за стварање на сперматозоиди и сперматогенеза правилна, температурата на човековото тело од 37 степени смета на таа сперматогенеза. И сега природата ги исфрва тестисите надвор од човековото тело, за да ги се спушти температурата за 1 степен пониско. Затоа и во летен период,
кога се високи температурите, тестисите организмот ги тера уште подалеку од телото. За разлика, нели, зимно време или во ладен период, секогаш тестисите ги прибира горе за да ги грее. Значи, отприлика тука да се одржува некоја температура така, за степен пониска од нормалната температура на човековото тело. И сега имаме, прашањето ваше беше задршка на нели неспуштен тестис, кој се задржал или во абдоминалната шуплина, или се задржал во ингвиналниот канал. Тоа е оној канал од каде што се спушта тестисот доле во скроталната кеса, и доколку не е спуштен, фиксиран е таму горе, или имаме мигрирачки, па повремено се спушта доле, но почесто е внатре, тогаш може и самата телесна температура на човековото тело да влијае како ризик фактор за појава на тумори во тој неспуштен тестис. Плюс, тој неспуштен тестис не е достапен за само преглед. Не дава никаков симптом, не е достапен за само преглед, а може да се развие малигни тумор во него и да направи метастази, на жалост, и да се фане во некоја многу покасна фаза. Што значи родителите кои што забележале дека нивното бебе има неспуштен тестис, што поскоро да го решат така, проблем? Да се јават на доктор. Значи, многу е битно тоа да оваа состојба се следи. И обично се препорачува не повеќе од 2 годишна возраст да не се чуваат тестисите горе. Сепак да се делува и оперативно да се спушта. Имаме прашање од гледач кое што е поврзано со цистоскопијата. Така, да. Вели дали цистоскопија и биопсија се појавува при крварење, при мокрење. Односно, веројатно, предпоставам дека дали после тоа би можело да се јави, колку време трае таа, доколку се појави, и дали е потребен болнички престој после цистоскопија? Не, кај нас цистоскопиите на нашата клиника ги работиме амбулантски, но во една интравенозна потенцирана анестезија, значи тоа дека цистоскопијата е безболна, пациентот после цистоскопијата се задржува неколку часа на клиниката и потоа оди дома. Можна е појава на крв во урината во наредните неколку дена после цистоскопијата, зашто пациентот е известен непосредно пред самата цистоскопија. Да знае за да не се уплаши дома кој ќе види крв во урината. Друго што е битно, дали пациентот прима антикоагулантна терапија, дали пациентот прима редовно аспирин. Тоа се лекови кои може да го потенцираат крварењето. Па затоа и за ова треба да се превземе предходно мерка, да се прекине со овој тип на лекарства, да се заменат со друг тип, непосредно неколку дена пред цистоскопијата, за да го избегнеме ова потенцирано крварење. Кога ке пациент ке поставите диагноза тумор на тестис, што понатаму? Дали секогаш оперативно мора да се отстрани туморозното ткиво или пак целиот тестис? Да, значи овака, тестисот се отстранува секогаш радикално. Никако само тумеректомија. Значи делумно не? Не. Зошто? Затоа што секогаш можеме да оставиме клетки кои понатаму може да направат трасевка. Секогаш тестисот се отстранува радикално. Тестисот со фуникулусот, тоа е со кордонот. Кордонот внатре содржи крвни садови, сперматовод, венски, артериски крвни садови, сперматовод, некој нерв и така, и целиот семенов комплет, целиот фуникулус, целиот кордон се отстранува со тестисот. Тогаш е тоа радикално отстранување, и кога се прави патохистолошка анализа на туморот,
после нели отстранувањето, секогаш се зима примерок и од горната ресекциона ивица на самиот кордон, за да случајно нели патологот не открие клетки и во горната ресекциона ивица. Во главно, сега туморите ги доста релативно рано ги откриваме и како следи понатаму лекувањето. Се диагностицира туморот, се отстранува и потоа обавезно имаме во зависност, нели сега имаме патохистолошки наод. Во зависност од тој патохистолошки наод имаме онколошки третман. Терапија која ќе ја одреди онколог. Така. Секогаш на пациентите, на младите пациенти, им напомнувам да после оваков тип на оперативно лекување, секогаш пред да одат на онколошка терапија, донираат сперма во сперма банка. Зошто тоа Тоа е затоа што на да се плодноста? затоа што хемотерапијата утре може да имаме влијание на плодноста, бидејќи пациентот останува сега со еден тестис. И може да имаме влијание на плодноста. Поради тоа се советува да се донира сперма во сперма банка после операцијата, не пред операција. Бидејќи па од друга страна, ако е пред операција, во овој тестис имаме малигни процес, Така. па донираме, да кажем, се донираат сперматозиди, нели и така, и се смета дека дел од сперматозидите може да бидат и од другиот тестиси, така? Така да најдобро е да се донира сперма од здравиот тестис после оперативното лекување, а потоа да се продолжи на онколошка терапија. Прогнозата, морам да кажам и ова, за да не ги фаќа паника сега пациентите и така да... Доколку на време откриена болеста, во почетните стадиуми, на време какви се откриена, шансите? 100% излекување. Одлично. Значи може излекување. комплетно потоа да водат нормален живот и се смета дека се здрави? Да, се смета дека се здрави, бидејќи после терапијата и ова, нормално дека имаме редовни контроли во наредните неколку години, да кажеме, од оперативното лекување со едно компјутерско снимање на нели на човековото тело и така, да кажеме граден кош, абдомен и ова се направи едно компјутерско исследување еднаш годишно, но тоа е добро да го прави и здрав човек, како скрининг. Како скрининг и така. Буквално е ова еден скрининг и во главном пациентите на време откриен тумор на тестис одлично завршуваат. Хируршко лекување комбинирано со онколошка терапија. Но што е со нивното психолошко здравје после операцијата? Освен што се соочени со малигна болест, чувствуваат ли некаков проблем со тоа што недостасува еден тестис? Да, и текако. Хендикепот е голем, психички е овде хендикепот. Не е воопшто, бидејќи и со еден тестис е плоден пациентот, имаме малтене нормална бројка на нормален спермограм, нели, нормална бројка на сперматозоиди, но затоа и е воведено и постои во втора фаза оперативно лекување, имплантација на протеза, на вештачки тестис, кој е сличен, не сличен, него буквално ист по конзистенција како и нормалниот тестис и буквално и на пипање не може да се препознае дека е тоа вештачки имплант. Ова е, да кажеме, кај пациентите една голема психолошка потпора во постоперативниот период.
за да може понатаму во животот да продолжи нормално да живее и никогаш да не го добива прашањето зошто јас сум со еден, а не со два. Значи има решение, Да. решение и за тој проблем. Така, да. Од ова емисија може, докторе, да заклучиме дека е многу важно навремено да се јавиме на лекар доколку забележиме какви било промени со нашето здравје. Так, да. Дека е потребно мажите да прават само преглед на тестисите, исто како што жените прават на дојките. Така, да. Колку често тоа да го прават? Па видите колку често. И од која возраст да почнат? Па после 15-та После 15-та, година да. треба. И друго е сега да се надоврзам и нова и ова морам да кажам, секогаш поготово младите пациенти ќе си напипаат нешто доле, тоа може да биде и некоја промена на кожата на доле на скроталниот дел. Може да биде промена на изводните каналчиња, може да биде некоја цистичка, значи некоја формација. И они сега почнуваат, отворат интернет, ќе прочитаат и одма ќе прочитаат малигни заболувања ова и запаѓаат во некоја ќе се преплашат, а не се јавуваат на доктор и не кажуваат на никого. И така живеат со месеци. Страшно. Да. И затоа и ова апел до помладата популација. Секогаш, доколку доволно е само да си поставите сам на себе си прашање, имам некоја промена, што е таа промена? Нека се јави на доктор да отиде на преглед. За да не се оптеретува овака со месеци, да не го преживува целото ова, бидејќи, верувајте, буквално ретко кој пациент дошол одма на преглед. Секогаш ова е после месеци и месеци припрема психолошка дали да отиде на преглед. Докторе, разговарате ли со пациентите ве зошто не се јавуваат веднаш на лекар? Да, Зошто им е потребно страв? Страв и срам. Стравот е? Страв и срам. Срам затоа он и дома не кажува на родителите, а камоли на други. А во главно се млади луѓе, да кажеме 15, 17, 20 години. И тука е тој проблем. Не сме на Доколку не се никого да работи за кажем. тумор, што би можело друго да биде? Така, затоа и ова го кажав сега. Значи, може да биде некоја промена на кожа, атером, масно ткиво, циста на изводните сперматични каналчиња. Значи многу дијагнози. Да, многу дијагнози, да. Не треба веднаш да се помислува на најлошото и затоа треба веднаш да се појде на уролог за да се потврди или исклучи. За да практично се ослободи од притисокот. Така е. Докторе, ви благодарам што бевте наш денешен гостин во Телма амбуланта, како и секогаш многу интересни појаснувања на темата на која што говоревме. Ви благодарам на поканата. Уште еднаш ви благодарам што одвоивте простор да бидете во студиото на Телма, а им благодарам и на гледачите што не следеа и денеска со внимание. Се гледаме секој работен ден во 12:50 на Телма. Пријатно.